Сите ние некогаш сме се нашле во ситуација да не можеме целосно и слободно да вдишиме и да се наполниме. И всушност како што дишиме, се повеќе да чувствуваме дека нешто не стега во градите или околу градите. Сега, како да го отпуштиш она што те стега е главното прашање и е уствари целта на сесиите дишење. Како да научиме да не бидиме робови на внатрешните тензии или сензации, кои што често идат од несвесното, и како со помош на здивот да научиме да ги ослободиме тие тензии, кои што често резултираат со фасцинантни, пред се физички ослободувања, а после и ослободување на психичко или емотивно ниво. Се разбира, ова е препорачливо да го имаме со трениран инструктор за дишење, но ова е само еден мал вовет. Кога го поврзиме здивот, поготово преку устата, ова не се препорачува за секојдневна и редовна пракса, но правиме муабет единствено кога не стега нешто во градите, стомакот, вратот, грлото или главата. Како да научиме да го циркулираме здивот и истиот да ни стане добар сојузник во ослободување на внатрешните тензии? Првиот чекор да научиме да го циркулираме здивот. Ајде да пробаме 10 до 20 пати. Значи нема паузи, како возење точак. Значи дишам во градите, истовремено во соларниот плексус, на секој 5-6 здива, земаме наш целосно и го отпуштам. Значи имам циклус од 10-20 активни здива, последниот земам целосно и тука отпуштам контрола, не продолжувам со активно дишење, го оставам телото да се опушти и го оставам телото само да диши, само да земи издив. Клучот е тука само да диши. Значи јас не интеррупирам. Ова е сега вториот дел. Го оставам неколку здива. Мојата задача е да наблюдувам телото да диши тука во градите, во соларниот плексус, ама и тука во стомакот. Може многу нежно, главата нагоре на вдишувањето. Ова му помага на овој дел да се поткрени. И да издиши. Неколку пати уште. Ова е вториот дел, го оставаме телото да се опушти. Тука може да почувствуваме трпки, треперење, вибрации. Сега, како да научиме да сурфаме на овие трепки? Телото е пуштено целосно, наместо да седите, може и да лежите. Значи, и сега свесно наново иницирање на онај активацијски дел.
10 пати, 15, 20. Мојата задача е телото целосно да диши. Тука, горе и долу. На секој 5-6, многу битно, еднаш целосно земам. И пак. Во овие моменти, каква и да е тензија, се издигнуваме над тензијата, се издигнуваме над телото и буквално од високо ги наблюдуваме сензациите. Толку интензивно енергијата почна да течи, што сега, за да научиме да ја неизе пропуштаме, мораме да научиме да играме со два принципи. Активација на енергија, како досега, и вториот принцип, кај што го оставаме активирањето и го оставаме телото само да диши. Тука е многу битно дишењето да нема звук. Ако сакаме да се осигураме дека нема контрола, само телото диши, телото треба да биде дури и безшумно. Во овој дел се собира енергијата во една точка и стануваме свесни и присутни за нејзиното струење. Ако научиме вака да ја активираме енергијата и да ја отпуштаме, че научиме да ја активираме и да ја пропуштаме низ цело тело, и истата ќе ги решава автоматски во овие два принципи на изменично менување, буквално се случува вкрстување на нервните системи истовремено на лева и десна хемисфера, и телото си ствара, значи лева и десна хемисфера се поврзува со амигдалата, што прва реагира на тензија, траума, грч, блокада, и се поврзува срцето со жлездите, со левата и десната хемисфера, и се активира оваа супер исцелителна, природна, внатрешна енергија. Ако имаме тензија, која што често се манифестира како гнев, омраза, агресија, истата, ако ја продишиме, станува мека, нежна, спротивност на оваа првата. Значи, нешто како љубезна енергија, мека, нежна, значи, секоја енергија има втор двојник од другата страна, која видиме од другата страна. За да ја видиме и да не се врзиме, значи да не се заглавиме во затворот на сопствените мисли, на сопствената суета, мораме да научиме да дишиме. Ако научиме да дишиме, секоја една интензивна непријатна вибрација ќе научиме да ја трансформираме и наместо да ја оставиме во нас да тлеи како пред се блокада во срцето, главниот меридијан тука прв реагира како блокада, како тензија, да не можеш да дишиш, да не можеш да седиш мирно, да не можеш да бидиш смирен или смирена. Ако научиме да дишиме низ овие енергии, ќе научиме да ја трансформираме, да ја направиме најбитната трансформација која што утре други ден ќе не направи подобри луѓе во секој поглед. Ако не научиме да ја трансформираме оваа енергија, таа ќе остане тука и ќе манифестира прилепчанец си е прилепчанец. Блокадата пред се физички стега и истата буквално се чувствува дека ствара болест. Таа се манифестира некаде
во органите, во жлездите, во срцето и од тука месеци и години си држи како грч и се манифестира како хронична тензија. Сите болести настануваат буквално од првично еден грч кој што не сме го продишале.